Јас знам дека нема да има плата помалку од 18.000 денари. Но јас зборував дека со таа минимална плата, која што јас ја почитувам и за која што со задоволство ќе гласам за, ќе се направи урамнотежување на голем дел од местата во државната управа и во приватниот сектор. Нашиот амандман има, ви кажав, две цели. Прво, да спречи денивелација и врамнотежување на платите, а второто да се почитува законски колективниот договор. Уште еднаш да повторам за да не се сватиме погрешно. Јас знам дека нема да има во државните органи под 18.000 денари плата, но проблемот е што многу работни места ќе го загубат приматот на почитување на процентна сложеност на работното место затоа што ќе се израмнат. И вие ќе имате случај кога што еве конкретно во Градинка може помлад референт да зема исто плата како стручен соработник. Тоа е нашиот амандман и таков феномен вие ќе предизвикате. Понатака, почитувана министерке, многу е полесно да направите контрола со вашиот поранешен инспекторат во државната управа. Но суштината е, ние кога ќе го донесеме законот за минимална плата и кога тој номинален износ ќе почне да се исплаќа кај вработените, тој инспекторат кој што вие сте го раководеле треба да влезе да види дали сите го почитуваат тој износ. Заради тоа што повторно ќе кажам тоа што го кажав во говорот. Ние можеме сега тука да седнеме сите пратеници, да се договориме дека ќе направиме минимална плата од 30.000 денари. На крајот секој закон се носи за да биде почитуван, а особено овој за да може таа нето сума да влезе во џебот на работниците. Вашиот инспекторат не требало да ги меѓу другото можеби имало таква надлежност, но не требало да се фокусира на државната управа. Требало да се фокусира на приватниот дел и стопанството, за да провери дали таму се исплаќаат платите или делумно им се дава на работниците и оние случаи што имавме со К15 се враќа назад. Понатаму една друга работа. Прво би сакал да го знам кој е вашиот став личен, да ми го кажете што вие мислите, дали треба скалесто да се покачуваат платите. Во овој аспект ме интересира вашиот личен став. И понатаму во нашиот амандман ние велиме дека треба да има социјален диалог и дека треба да се носат ваквите одлуки на економско-социјалниот совет и дека треба да се почитуваат колективните договори, но многу елегантно е дадено решението како да се почитуваат. Ајде да го прифатиме амандманот или доколку еве во овој момент сметате дека не треба да има скалесто покачување на платите, можат вашите пратеници да го комисиски видоизменат и да направиме да се почитуваат колективните договори. Тука во ставот 2, 3 и 4 е многу детално објаснато како тоа да се случи. Да се почитува колективниот договор, во рок од 30 дена сите институции да ги усогласат минималните плати и колективните договори, тој што нема да го усогласи да биде санкциониран. Така е решено да проблемот, не е дека треба да се почитуваат и ние се согласуваме дека треба да се почитуваат. И јас слушнав, имаше една изјава од еден претседател на еден синдикат дека само што ќе влезе во сила ќе ми испратиме писмо. Писмото не е обврзувачки акт. Вие сте биле директор на институција, знаете дека или можете да го прочитате или нема да го прочитате. Но ако ние во закон, во завршените одредби, во членот 8 на законот за минимална плата, укажеме дека на овој начин ќе дадеме правна рамка на колективните договори, тие луѓе ќе мора да ги почитуваат колективните договори. И тоа е суштината на амандманот, не е суштината сега ние да разговараме, да се согласивме дека ќе има 18.000 денари минимална плата, да ќе гласаме за тоа, но сметаме дека треба да има и скалесто покачување во сите други дејности. Тоа е нашиот амандман, ве молам да ми одговорите на прашањата. Почитувам пратеник, многу ве разбрав.